По повод одбележувањето на денот на македонскиот јазик и азбука, во Вршац во градската библиотека беше свечено отворено македонско катче со донација на книги на македонски јазик од Централната библиотека на Македонскиот национален совет, а по ист повод и во библиотеката во Пландиште беа донирани книги на македонски јазик со цел збогатување на фондот и унапредување на достапноста на литературата на мајчин јазик за македонската заедница. Македонскиот јазик е еден од основните, односно е основен елемент на нашиот национален идентитет и мисијата на Македонскиот национален совет е првенствено да се грижи за македонскиот јазик, писмо, македонската култура, традиција, сето она што го символизира нашиот македонски национален идентитет. По повод денот на македонскиот јазик и македонската азбука, 5 мај, ние денес символично дониравме книги на библиотеката во Вршац и на библиотеката во Пландиште, бидејќи на тој начин сакаме да го негуваме македонскиот пишан збор и нашите припадници во Вршац и во Пландиште да имаат можност да читаат книги и на македонски јазик. Книгите се подарени од Централната библиотека на Националниот совет. Се надевам дека во иднина ова соработка ќе продолжи и ќе бидеме мост на поврзување помеѓу градските библиотеки и библиотеките во Македонија за да овозможиме повеќе донации на книги на македонски јазик во сите градови во Србија каде што има македонски издруженија и каде што делува македонската заедница. Денеска се наоѓаме во градската библиотека во Вршац и го обележуваме денот на македонскиот јазик 5 мај и по тој повод отвораме македонско катче. Тоа е место каде што почнавме да собираме книги од македонски издавачи на македонски јазик и се надеваме дека тоа е само почеток, а во иднина да тоа да прерасне во една голема библиотека каде што ќе можеме да се собираме, да правиме книжевни вечери, поетски вечери и воопшто читање на македонски. Тоа го гледаме како уште едно убаво место и право место, вистинско место, затоа што библиотеката е место каде што се чуваат јазиците и тоа е најдобро место за да се зачуваат сите јазици, да се негуваат, тука да се среќаваме, да читаме, да пееме, да зборуваме македонски. Ние денеска од директорката на градската библиотека слушнавме дека тие поседуваат и еден број на аудио книги на македонски јазик. Таа ќе не извести како можеме да ги прочитаме, како можеме да дојдеме до нив. Постои некоја апликација, меѓутоа ние ќе ви известиме во иднина како може да се пристапи до таа апликација и како можеме сите да читаме. Сигурно тоа е добар начин младата публика да ја заинтересираме, затоа што знаеме дека младите најмногу сакаат да читаат преку интернет книги, па и на тој начин да им понудиме да читаат нешто на македонски. У договору sa председницом и секретаром Националnog saveta Makedonske nacionalne zajednice danas je određen dan da se u Plandištu izvrši primopredaja određenog broja knjiga od strane Nacionalnog saveta u Narodnoj biblioteci naše opštine Plandište, a sve u cilju da makedonski jezik bude što pristupačniji našim građanima, odnosno građanima naše opštine koji su zainteresovani i koji voli makedonski jezik. На 5 мај во 1945 година беше усвоена македонската азбука и поставени темелите на современиот македонски литературен јазик. Нашиот јазик, македонскиот, ние одоздола го донесовме овдека. Ево, јас, например, сум роден во Македонија, а 1966 година како професор се вработив тука и македонскиот јазик го донесов. Не само ние, кои дојдовме тука како службеници, како просветни работници, како официри, полицајци, дзидари, бурекџи,
јазикот наш се ширеше, односно се ширеше уште од Аустро-Угарското царство, од македонците кога дојдувале да работат тука, во Белград, во Аустро-Угарија, во Романија. Јас оваа прилика искористив да кроз историја блиска или од 18 век покажеме со делото, со книгите кои се штампани во Будимпешта, во Будин тогај, 1816 година, огледало од Кирил Тетовиќ Печиновиќ. И тоа огледало го искористивне, сигурно вие забележивте, кога јас го прочитав еден извадок од тоа. Друго, искористивне шанса, значи, кроз историја како се развиеше јазикот македонски, кроз нашите писатели, кои се овдека родени, а го зборуваат македонскиот јазик, преку песми, ние, благодарение на подемот на македонците во Војводина, организиравме и курсеви по македонски јазик. Од курсевите по македонски јазик прерасна во македонски, да се учи во училиштата македонски јазик со елементи на национална култура. Така да се ние гордееме, предначиме во Војводина, во Вршац, Вршац као град на луѓето Стерија Поповиќ, кој одоздола го донесе македонскиот јазик. Прочитајте ги само делата на Јован Стерија Поповиќ, па ќе видите како убав звучи о некоја реченица јазикот наш. Поготово сега што повеќе луѓе во светот не негираат бугарите или некои други, а македонскиот јазик е звонлив, убав, преубав. Јас стално зборувам од Бостан, од лубеници и од љубов не се бега. Така да си го чуваме нашиот јазик затоа што е милозвучен, затоа што е убав, звонлив, а и поготово што зборовите се мелем за душата. Човекот е створен и од јазикот, од мислењето, од културата, а и од сегашниот живот, односно животот во кој живеат. Ето ви благодарам, јазикот го негуваме и обстанува тој. Пренесуваме на потомците да го учат и да го знаат јазикот. Во рамките на настанот во Плантиште присутните имаа можност да го проследат документарниот филм Плодовите на еден даб, кој го прикажува патот, истрајноста и идентитетот на македонците на овие простори. А во Вршац, Сдруженијето Вардар подготви културно-уметничка програма. So